Господине Кузмановски, по денешнава вест за смртта на жирафата Орка, немила вест, во јавноста се појавија неколку реакции. Може ли да кажеме кога точно и што се случи со Орка? Точно што се случи, значи вчера во отприлика 9:30 часот наутро, да, бевме известени од екипата наша од ветеринарни стручњаци, бевме известени дека нешто се случува со Орка, со жирафата. Само би исто така би сакал и претходно да напоменам дека во живеалиштето внатрешно на жирафата, заеднички во соработка со Global Securicom, имавме ставено 3 камери преку кои што можевме ние да го следиме живењето на Орка, како и нашите сограѓани има ексклузивна можност преку Facebook да се приклучат. Во 9 часот кога е правена визитата, за прв пат е приметено чудно однесување на жирафата, веднаш се превземени сите мерки. За жал, нашите стручни екипи не можеа ништо посебно да помогнат и дојде до угинување. Веднаш потоа се известени сите надлежни ветеринарни институции во државата, кои што се компетентни за тоа. Дојдени се нивни екипи, превземени се сите мерки во смисла на обезбедени се анализи од крв и разни други присеви. Направено е и рентгенско снимање на карлицата на жирафата. Значи сите оние мерки што изискуваат се направени за да се дојде до причината за изненадувачки прераната смрт на Орка. Барам односно ќе упатам еден апел до сите наши граѓани и верни посетители да бидат трпеливи. Од прилика 7 до 10 дена ќе бидат запознаени на посебна пресконференција за вас медиумите, каде што ќе бидат заедно со ветеринарните институции, ќе бидат прикажани нивните наоди и резултати што е причинителот за смртта. Се појави и шпекулации дека е некоја вродена срцева мана. Сакам и тоа да го демантирам, бидејќи во моментов никој не знае што е причината. Тоа е едно можеби предпоставка дека се работи за вродена мана, ама да кажеме конкретно срцева вродена мана, не би можеле да кажеме. Да, бидејќи една од реакциите кои денеска се појави од Сдруженијето Анима Мунди, така, тие велат мора да се утврди причината, бидејќи животниот век на една жирафа трае од 25 до 30 години. Се согласувам комплетно со нивната констатација дека мора. Значи, нас не треба ни едно друго здружение, ни една друга институција да ни каже дека мораме да го утврдиме. Ние сме институција која што е од хуманитарно-едукативен карактер и нас најтешко ни паѓа смртта на жирафата Орка. Значи, нема потреба никој да ни учи што ние нас работи и што ние мораме да направиме. Впрочем, не треба тоа да го... Ако веќе одиме институционално, значи ние не треба да го направиме тоа ниту за Анима Мунди, значи највеќе треба да го направиме заради ЕАЗа, тоа е Европската асоциација на зоолошки градини и аквариуми. Зошто? Заради тоа што пред нив одговараме затоа што од нив сме добиле одобрение да чуваме такво животно. Значи, тука се прекинуваат и шпекулациите за условите. Значи, комплетните услови се презентираат во ЕАЗа и они, ако ги задоволувате условите за чување на одредено животно, ви одобруваат да го чувате. А ако не ги задоволувате, нема да ви биде дозволено да го чувате. Со самото тоа што ние чуваме 4 жирафи, значи, условите се безпрекорни и најдобри што може да постојат во европски рамки. Значи, тоа не ги чуваме како што имаше шпекулација во дрвени кафези на Плюс Инфо канал, порталот. Значи, ние ги чуваме во објект кој што чини 300.000 евра, кој што е донација на град Скопје, кој што проект е одобрен од ЕАЗа со сите можни технички, технолошки услови во смисла на вентилација, климатизација, подно грејење. Значи, стварно, и просто сум изненаден на толку многу голем труд вложен во последниве 5 години, да некој наоѓа забелешки од тој карактер, стварно мислам дека не е во ред. Други реакции кои што се појави односно прашање се кој се грижал за жирафата, каква ветеринарна помош и се во времето... Ние тоа сме го елаборирале повеќе пати. Значи, ние имаме вработено 30 на зоонегователи, имаме вработено 20 ветеринари, имаме 20 дипломирани ветеринари, имаме повеќе ветеринарни техничари и 20 биолози. Значи, екипираноста. Повторно ќе кажам, целокупна презентација се поднесува пред Европската асоциација.
од техничко-технолошки услови до обезбедени просторни услови и трето, хранителни таблици и одговорен персонал. Значи, просто не можем да разберам како може анима мунди да го прашува тоа обичен граѓанин, кој се грижал и како се грижал, значи може би и не би ме зачудило, нема човекот информации од тој аспект така. А наблюдувано ли е однесувањето на жирафата? Ви кажав и претходно, значи во соработка со Global Securicom, во внатрешното живеелиште на жирафите постојат 3 камери преку кои што ние ги наблюдуваме, а и секој граѓанин кој што е нели на социјалните мрежи на Facebook може имал директен линк за да види во real time што се случува во жирафите. Со жирафите, односно во живеалиштето кај што се жирафите. Морам да напоменам само уште една реакција која што се јави е по објавата дека за некаква утеха служи дека имаме нови 3 жирафи. Другите велат не може тоа да биде утеха, тоа го има во коментарите на социјалните мрежи. Се слагам дека може би од семантичка гледна точка е направен пропуст. Меѓутоа, до тоа е дојдено заради тоа што имаше големи објави на порталите, односно, како да ги кажам, може би шпекулации, дека еве граѓаните на Република Македонија ќе останат без можност да го видат тој вид на животно во нашата зоолошка градина. И од тој аспект ние сакавме само да појасниме дека тоа е прводојдената жирафа, а дека има во зоолошката градина уште 3 нови жирафи, кои што за жал поради карантинскиот период не можевме да ги промовираме официјално. Се надевавме дека тоа ќе го направиме во првите пролетни денови, да ги изненадиме позитивно нашите сограѓани, и за жал испадна да приморани од таа шпекулација дека ќе нема веќе таков вид на животни, го кажавме тоа што го кажавме како утеха. Меѓутоа, мислам дека овој период е кога сме ние со самиот настан, со самата смрт на жирафата на некој начин потресени, возбудени, во така наречена жалост, да кажеме. И сега мислам дека обраќање на семантички грешки и употреба на зборови дека е малце неприкладно.